Поштувани гледачи, добро вечер. Започува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Во рамките на Кочанските денови на Оризот промовирани собраните дела на Марко Китевски. Одбележан празникот на општината Чешиново Блешево. Жителите на Чешиново го соборија Гинисовиот рекорд во подготовка на сутлијаш. Отворена новата детска градинка во селото Трсино, Виничко. Во рамките на Белата Оризова вечер, кочанчани пулсираа во ритмот на легендарните стихови на Драган Мијалковски и Дани. Одбележан празникот Мала Богородица во селото Небојани во Соговските планини. Кочанските пензионери во Кавадарци одржаа концерт по повод Денот на пензионерите. Со дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Гледајте не. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Промоција на собраните дела на Марко Китевски во 10 тома беше реализирана денеска во етно куќата во Кочани. Промотор беше професор доктор Илија Велев.
Во просториите на етно куќата во Кочани денеска пред голем број присутни се одржа промоција на едицијата на македонски народни умотворби во 10 тома на професор доктор Марко Китевски. Едицијата македонски народни умотворби во 10 тома е плод на моето 4-децениско истражување на македонскиот фолклор и тука е собрано целокупното мое знаење и искуство во собирањето, проучувањето и афирмацијата на македонскиот фолклор. Едицијата содржи околу 1800 песни, над 500 прозни состави, приказни преданија и поголем број пословици, гатанки и други форми на народната култура. Ова едиција го содржи најубавото што го создал македонскиот народ, консултирани се сите зборници, весници, списанија и други публикации и направен е избор од она што јас сметав дека е најубаво, имајќи предвид да се објави тука народното творештво од сите делови на етничка Македонија, но и народното творештво на нашите иселеници во диаспората. Промотор на едицијата македонски народни умотворби во 10 тома беше професор доктор Илија Велев, кој ни изјави: Денес ја имавме таа чест да промовираме 10 томови, антологиско презентирање на македонскиот фолклор, и тоа првите 5 томови се посветени на македонското поетско народно творештво, а останатите 5 томови се посветени на македонското прозно народно творештво, како и на кратките фолклорни жанрови, како што се клетвите, благословите, залагалките, народната драма и некои други форми. Професорот Марко Китевски е познато и признато име во македонската фолклористика, но не само за нашата академска и поширока културна јавност, туку и пошироко во светските универзитетски центри. Неговите научни изданија се широко користени во наставните програми, како и неговите дела се често цитирани во светската фолклористика. Од тука, неговите истражувања од македонската фолклористика, кои што веќе се повеќе од 4 децении, даваат огромен придонес во современите процеси на афирмацијата на македонскиот културно-историски идентитет, но и на современите македонски духовни и културни вредности. Оваа промоција е дел од меѓународната манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2013. Утре во Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе се одржи театарска представа Прогонот и убиството на Жан Пол Мара. Во среда следува промоција на книга на Коце Стојменов, потоа изложба Масло на платно и концерт на квартетот Флейти. Во подготовка на 8-та седница на Советот на општина Кочани, закажана за во среда, денеска комисиска расправа по материјалите за седницата. Во подготовка на 8-та седница на Советот на општина Кочани, закажана за 25 септември, среда, во 9 часот и 30 минути, денеска комисиски расправи по предлог дневниот ред и материјалите за престојната седница. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата од 8 точки усвои само 7. Предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред на општината Кочани беше симната од дневниот ред. Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита расправаше за информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Кочани за периодот од првото шестомесечие. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој расправаше по 9 точки од дневниот ред, меѓу кои по информацијата за аплицирани и реализирани проекти на општината во периодот јануари-септември 2013 година, а на дневен ред ја стави и точката преотстапување на возилото за комунален смет на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата расправаше по информацијата и извештајот за работењето на општинските основни и средни училишта за минатата година, како и за годишната програма за работа на општинските и средни училишта во оваа учебна година. Го разгледа и извештајот за работењето на јавната општинска установа Павлина Велјанова Кочани за периодот 2012-2013 година.
И на крај заседаваше Комисијата за земјоделие, која расправаше по единствената точка на дневниот ред, а тоа е информација за производството, пласманот и цената на оризовата арпа. Седницата на Советот на општина Кочани ќе се одржи во среда на 25 септември. По повод празникот на општина Чешиново Облешево, свечена седница одржа Советот на општината. На најуспешните ученици од конкурсот за поетска и ликовна творба им беа доделени награди. Советот на општина Чешиново Облешево во рамките на одбележувањето на 21 септември, денот на општината, одржа свечена седница на која присуствуваа членовите на општинскиот совет, стопанственици и гости од повеќе министерства. Пред присутните своје излагање имаше Тина Петрова, која истакна: Не треба да заборавиме дека успех од него прават празните зборови, бескрајните вербални докажувања и невербални ветувања. Сигурниот чекор кон Европа бара многу повеќе од тоа. Пред се професионалност, посветеност, честност и многу работа. Само така можат да се остварат конкретните резултати во развојот на локалната заедница и државата. Нашата општина е тоа што сме ние. Затоа од секој од нас зависи нејзината иднина. Личното однесување, личниот пат или успех е вграден во сликата на нашата општина. На свеченоста беа доделени награди и признанија на најуспешните ученици кои твореа на литературниот и ликовниот конкурс по повод денот на општината. Награди добија учениците Магдалина Петрова, 6-то оделение, подрочно училиште Кучичино, Адам Малиновски, 8-то 9-годишно оделение, Основно училиште Соколарци, Мартина Мицева, Основно училиште Облешево, Стојанче Постолов, Основно училиште Чешиново и Емилија Тасева, Основно училиште Соколарци. За најуспешна ликовна творба е наградена Анета Јакимова од Основното училиште во Чешиново. Во доцните вечерни часови во спортската сала Никола Карев во Облешево се одржа богата културно-уметничка програма со настап на училишните хорови од Чешиново и Соколарци, фолклорни групи и солистите на народна и забавна музика Круме Спасовски, Владко Лозановски и Сашо Гигов Гиш. Жителите на Чешиново во саботата се подготвуваат да го соборат Гинисовиот рекорд во подготовка на Сутлијаш. Не само што ќе го соборат наредната година, туку и ќе го надфрлат. Жителите на населеното место Чешиново се обидоа да го срушат Гинисовиот рекорд во подготовка на Сутлијаш, кој засега го држи Грција. Градоначалникот задоволен од сплотеноста на жителите да го надминат рекордот во нивни услови, истакнувајќи. Самите мештани се потрудија во рок од 24 часа да го направиме на 3600 кг Сутлијаш ќе биде, и тоа знак ни кажува дека наредна година ќе одеме со рушење на високо голем рекорд. Жителите на Чешиново беа на нозе секој сакаше да помогне во обидот да се сруши Гинисовиот рекорд. Сред село собран народ од повеќе населени места, но и дојденци да учествуваат во оваа манифестација. Да ви кажам, многу убава така, убава традиционално се одржува секоја година. Оризот интересно е да се види како се вари, го пробавме многу вкусен. Ако успеете, тоа е за секоја честитка. Па 2 пати неделно секако. Па сега има, еден е за еден е за пилав, другиот е за рижото. Најглавната задача во обидот да се собори Гинисовиот рекорд во подготовката на Сутлијаш ја имаше главниот кувар кој ни изјави: 500 кг рис и 4 тона имаме ставено млеко. Значи многу е вкусно, многу е добро. Ова е од кочански рис, чист рис, убав рис на ова поднебје. Чешиновчани успеа да го срушат Гинисовиот рекорд. Ова беше подготовка наредната година и официјално во присуство на представници од Гинис да се сруши рекордот во подготовката на Сутлијаш. Чешиновчани го заслужуваат тоа. Традиционалната жетва на ориз во општина Чешиново Облешево се одржа на оризовите полиња во село Чифлик. Земјоделците очекуваат берикеден род. Зажнејувањето ориз за добар род на оризовите полиња беше повод во селото Чифлик да се собере броен народ. Присуствуваа на зажнејувањето на оризот кој беше направен со сите нишани, представници на општината, црквата, жители и играорци од повеќе ансамбли.
Земјоделците од Чифлик и околината се оптимисти во годинешново производство на ориз, истакнувајќи дека очекуваат добар род од оризот. Со каснење на водата за скоро месец дена, вегетацијата на оризот од сеидбата до жетвата е 155 дена или 6 тука. А сега е скратен за 1 месец вегетацијата е скратена. Што значи пролета кој ги сејаме до сега и ладно си времето погоди и сега е ладно, ноќите се многу ладни и ја мислам дека ќе влијае на tego оризот класен со 10-15 дена се угоре стоја. Сепак потврдените сорти на ориз, како што се Андрија и Монтичели, годинава ќе дадат добар род. Кон нив се приклучуваат и новите сорти на ориз од турското семе. Нашето поле Атарон, село Чифлик, исклучиво е со сортата Андрија, исклучиво има една култура донесено, советникот што не е у локалната самоуправа, па и регистриран земјоделец, една турска сорта, која сорта е, не знаеме, има некаде 0,5 хектари, 5 декари или не знам колку повише, ама како што гледам добра сорта. Жетвата на турските сорти ориз започна 10 дена порано, квалитетот на родот е повеќе од очекувањата. Ке се менува ли структурата на оризопроизводството, останува да го покаже времето. Децата од село Трсино ќе се школуваат во најнови и најсовремени услови во реконструираната градинка која викендов ја отвори министерот за труд и социјала Диме Спасов. Министерството и понатака продолжува да инвестира во поквалитетно образование. Со помош на Министерството за труд и социјала, околу 30 деца од предшколска возраст ќе учат во потполно нови и современи услови во новата градинка во селото Трсино, која викендов ја отвори министерот Диме Спасов. Денес, заедно со градоначалникот на општина Виница, ја отворивме градинката во други просторни услови во село Трсино. Со овој проект верувам дека ќе се подобрат условите за згрижување и воспитување на децата од предучилишната возраст во општина Виница и во населеното место Трсино, при што се овозможени просторни услови за сместување на околу 30 на дечиња од ова населено место и од населените места во околината. Министерството за труд и социјална политика целосно го реконструираше и адаптираше просторот, исто така го опреми и сега ова представува една модерна градинка со сите најсовремени и модерни услови за згрижување и воспитување на децата од предучилишната возраст. Една од најзначајните реформи што владата и ова министерство ги преземаат веќе подолг период е реформата во областа на заштитата на децата, односно обезбедување современи услови за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст. Оваа градинка во други просторни услови во рурални села е дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија за отварање на градинки во руралните средини. Во оваа година во планот на Министерството за труд и социјална политика се 14 градинки во рурални средини, до сега се отворени 8, ова е 8-та градинка, во наредниот период продолжуваме со отварање на останатите 6 градинки кои што остануваат да се отворат во рурални средини и веќе од 2014 година ќе започнеме постапка за дополнителни 14 до 16 градинки во рурални населени места. Градоначалникот Дончев дава позитивна оценка за проектот, кој е од големо значење за општина Виница. Успеавме да направиме едно катче каде што децата од село Крсино ќе можат да учат, да се забавуваат и да се подготвуваат за првиот училишен ден. Следна за реконструкција е градинката во село Истибања, која е дел од проектот за изградба на рурални градинки во источниот регион. Таа е 9-та во списокот на нови квалитетни образовни објекти на Министерството за труд и социјална политика. Кочанчани пулсираа во ритмот на легендарните стихови на Драган Мијалковски и Дани на најновото издание на Оризовата Бела вечер во саботата на Кочанскиот подиум. Уште една луда и незаборавна Оризова Бела ноќ на овогодинешната сцена. Музиката и стиховите на легендарниот Драган Мијалковски ги сплоти кочанчани пред сцената во трговскиот центар, кои во еден глас ги пееа "Кажи ми" на 223 305
Гитаро моја и многу други од богатиот репертуар на македонски шлагери од легендарниот Мијалковски. Тој како и публиката, видно возбуден пред нашата камера, го изрази своето задоволство што ја има таа можност за прв пат да запее на Оризовата ноќ. На деновите на Кочанскиот ориз, значи доаѓам прв пат, ама Кочанскиот ориз го јадам цел живот. Од малот кога знам. И на пазарче, на зелено пазарче во Скопје стално го барам. Сега дали умеам да го препознам, тоа не сум проверувал и им верувам на луѓето кои ќе рече дека е тоа. И што се однесе до музикава, многу ми е драго што сум после подолг период во Кочани, бидејќи Кочани има софистициран, убав вкус за забавна музика, а мене ми е таа специјалност. И така да овој пат ќе се обидам, значи, да направам еден сублимат од моите најголеми, најпознати хитови, најпознати песни. Атмосферата дополнително ја загреа настапот на попеачката Дани, на чии песни најмногу се веселеа помладите, кои со чашка во рака наздравуваа и ги пееа старите и нови мега хитови на пеачката. Гледам дека луѓе знаат да примат музика, така да очекувам дека ќе има добра забава, ако ништо повише. Првата песна ќе биде Црвени дождови, тоа е песната која на 2007 година на Europe Music Awards беше отидена као представник од Адрија регионот. Тоа е една од моите исто поомилени песни која отсликува едно градско секојдневие, збориме за Скопје. Има супер символика, има одлична метафора и оние луѓе кои што знаат да го прочитаат тоа помеѓу редови, апсолутно знаат за што пеам. Со неа ќе почнам, а ќе завршам со она панк-рок варијанта од Што до тогаш, која секогаш добро поминува во секој град. Овогодинишната Оризова бела вечер ги собра на едно место и младите и старите, рокери, шлагери, народњаци. Сите беа дел од лудата забава која траеше се до утринските часови. Срекни и насмеани лица, позитивна енергија и разиграни раце беа највпечатливиот накид на целата манифестација, која традиционално се одржува секоја година. На општинска конференција која се одржа во петокот, општинската организација на СДСМ од Кочани ги избра 18 членови на извршниот и 7 на надзорниот одбор. Ова е тотално нова екипа која представува спојна младоста и искуство. На општинската конференција присуствуваше и генералниот секретар на партијата Оливер Спасовски. Председателот на општинската организација на СДСМ Сашко Костов, задоволен од новиот избор на членовите на СДСМ, очекува одлична соработка во понатамошниот период. Во овој период СДСМ беше сконцентрирано на тоа прашање, да избере нов извршен одбор и нов надзорен одбор во кој ќе влезат квалитетни и успешни луѓе кои понатаму ќе го следат секое прашање во општината и ќе дават свој мислења под сите тие прашања и ќе нудат решенија. Во извршниот одбор покрај останатите влегува и Ѓорѓи Алексов, член на општинскиот совет, Оливер Манасиев, стоматолог, хирургот Томче Солевски, потоа Дарко Радевски, Данче Бушковска, Анита Постолова, Јане Романов и Ванчо Петрушевски. Соборот на празникот Мала Богородица наврати голем број верници кои некогаш живееле овде, а сега се во градот или во странство. На овој манастир некогаш доаѓале над 500 верници кои живееле во Рицко-планинските села. И убава и тажна е приказната за Небојани. Некогаш само во училиштето учеле 70 на деца, а денеска во Небојани живеат од 20 на старци. Затоа празникот Мала Богородица во истоимениот манастир ги собира сите раселени по кочанските општини и во странство. Дојдоа да запалат свекички за здравие, да остават некој дар за црквата и да се извидат, а по манастирскиот ручек да пипнат по некоја чашка, да се расположат и низ ора и песни да го прослават големиот верски празник. Дојам мако на собор, мако тука ми жена ми е од Борово Брдо, Успанчево,
се жени од Панчев, па уидоме у Словенија. Од Словенија тамошни семејства, со време, фамилија, деца, пензионери постанаме, па сега малку дојдоме да видиме овај крај тука, Полацкио, како е, Бабиште, те Рамно брдо, Борово брдо, те Небојани, тука малку на Соборче. Убавина, многу убаво, прекрасна природа. Јас сум 64 години, ја го памтам овај манастир. Знам, јас сум од Бабише со дедовците, мои татковци, баби се доаѓале там со фенери по ноќ. Тука сме спале и така сме прави многу мовет и тоа ми останало успомен. Па тука сум роден на ово место тука и не бе доаѓал давно, па да видам како и на овие да им кажам, знаете, дека сум живеел тука. Тука едно време имаше школа, 70 деца имаше овде во школа. А сега виж запусте тоа, се нема. Тука едно време имаше многу народ, ореа, никој не купуваше жито. Сите си имаа тука. Стока, ово. Се нема, тоа едно време, док земаа ни тоа кози, овци, надолу, тоа, ојдоме у градот, са и они без работа и ние без работа. Имаме многу гости во Небојани, прилично оваа година меѓу најдобрите години заради времето. Времето е најдоброто нешто и најубавата такво. Имаме многу убав простор околу тоа. Еве, ја правиме манџата. Денеска е мрсен ден, го правиме со јагнешко месо и орихче. Кога државата и општината би имале повеќе средства па да го пробијат и асфалтираат патот во Небојани и околните населени места, би се вратиле многумина кои паметат каква пченица овде се раѓала, какви компири, јаболка и сливи. Многумина ќе ги обноват старите огништа за староста да ја поминат тука, каде што здравието најдобро се одржува и крепи. Во рамките на одбележувањето на Денот на пензионерите 20 септември, во Кавадарци се одржа свеченост на која присуствуваа и пензионери од Кочани. По повод 20 септември, Денот на пензионерите на Македонија, во петок од вечерта во Кавадарци се одржа заедничка средба на пензионерите од Кавадарци и Кочани. Сеченоста започна со настапот на членовите на културно-метничкото друштво од Кавадарци, кои за добре дојде на кочанските пензионери ја исполнија песната Добре дојдовте во Кавадарци. Председателот на Сдруженијето на пензионерите од Кавадарци Ристо Ангјушев на Кочанското здружение му врачи благодарница за успешната соработка. Председателот Ѓорги Серафимов, заблагодарувајќи се на признанието, истакна. Ние почнавме пред 80 години да соработуваме, али толку сме блиски што наша соработка се има поголеми резултати. Тоа е забележено и во извештаите на Републиката. Ја мислам оти наша соработка ќе биде вечна, оти ние сме скоро речи како прави браќа. Инаку во културно-метничката програма учествува пензионерите од Кавадарци кои изведува староградски песни од Тиквешијата, а членовите на културно-метничкото друштво од Кочанското пензионерско здружение се представија со песни ора од Кочанско и Осоговијата. Импресионираше изведбата на кочанските играурци, како и настапот на Стојка Манасиева и Атанас Ѓоргиев. Во село Мојанци, Кочанско, непознато лице запалило оган и се заминало. Од пожарот изгореле ниви и помошни простории и е направена материјална штета. Вчера околу 14 часот и 30 минути во близина на село Мојанци, Кочанско, засега непознат сторител запалил страниште во нива, пошто си заминал и го оставил огнот необезбеден. Поради силниот ветер, пожарот ги зафатил околните ниви, како и две помошни простории кои целосно изгореле, собственост на ИС и СМ 56 година и двајцата од село Мојанци. Од пожарот нема повредени лица, а причинетата материјална штета дополнително ќе биде утврдена. Во 16 часот пожарот е изгаснат од страна на екипа од територијалната противпожарна единица од Кочани. Увик на лице место извршила екипа од полициската станица Кочани, информира полицијата. Во надпревар што брзо ќе се заборави, победа на Осогово над екипата на Јака со резултат 3:2. На табелата водат екипите на Беласица и Слога. Во рамките на шестото коло од третата македонска фудбалска лига Исток, екипите на Осогово и Јака одиграа надпревар кој малобројните гледачи брзо ќе го заборават. Во првото полувреме во главно се играше помеѓу двата 16-тника, додека во вториот дел, дури по израмнувачкиот погодок на гостите, домакините успеа да се освестат и со малку поангажирана игра да дојдат до трите бода.
Надпреварот ќе биде запаметен и по инцидентот што се случи во 36-та минута, кога неколку гостински играчи го обиколија главниот судија, го влечија и турка и, како што изјави нивниот представник по надпреварот, и судијата не седел со скрстени раце. Еви ги резултатите од ова коло. Осогово Јака 3:2, Слога Здравје Радово 2:1, Беласица Рудар 5:0, Баби Каменица Саса 3:0, Чешиново Астибо 4:2, Работник Брегалница Голак 2:3. Надпреварот Карбинци Тркања не се одигра. На табелата со максимален број на бодови 18 водат Беласица и Слога 34. На градскиот стадион Никола Мантов во Кочани за време на викендот се одржа Open Fun фудбал, отворени забавни фудбалски школи. На градскиот стадион Никола Мантов во Кочани за време на викендот се одржа манифестацијата Open Fun фудбал, отворени забавни школи. Манифестација која се одржува под покровителство на општина Кочани, а ја организираат Основното училиште Никола Карев и Женскиот фудбалски клуб Кочани. Општината заедно со спортските работници од Кочани ги поддржува сите такви активности кои што се јавуваат за нашите најмлади сограѓани. Очекувам дека успешно ќе заврши оваа акција и дека децата со едно поголемо, побогато искуство ќе одидат задоволни дома. Од 2000 година до 2013 година се организираат отворените забавни фудбалски школи на територијата на Македонија, а инаку во општина Кочани веќе 11 пат. Вкупно се вклучени околу 200 дечиња, работат на 12 станици, сме задоволни од одзивот, инаку старосната граница е од 7 до 11 години и покрај тоа, заинтересираноста во општина Кочани кај таа популација, мала популација од голем интерес. Инаку на секоја станица се работи засебно, почнувајќи од првата станица до 12-та станица, тука се повеќе спортски игри, почнувајќи од фудбал, много тенис, одбојка, кошарка, потоа хокеј, елементарни игри, штафетни игри и други активности кои изминатите 2 викенда ќе ги гледаме на стадионот Никола Мантов во Кочани. На школата и вештините кои се реализираа на неа, најмногу се радуваат децата, ученици од основните училишта во Кочани. Пак имаме фудбал, шутирање на гол и штафета. Прекрасно, многу добро. Забавната фудбалска школа ќе продолжи и наредниот викенд на градскиот стадион во Кочани. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер. Довидување.